Текстилните здруженија бараат итни законски промени за заштита на работничките права. Според нив, сегашните закони оставаат многу простор за манипулации и кршење на правата на работникот. Договорите на определено време можат да бидат само до 1 година. Тоа до сега беше голема манипулација. Тоест, моментално во ова законско решение се до 5 години може да им се продолжува договорот на работниците по еден месец и да ги чуват едноставно во страв и неизвестност доколку се побунат нешто дека нема да им се продолжи договорот. Излезот од овој проблем според министерката Јагода Шахпаска е во новото системско законско решение кое се изготвува и каде се решава токму овој проблем. Во поповолен правец ќе бидат регулирани договорите за работа на определено време, ќе се скрати онај долг период од 5 години кој што беше досега. Исто така ќе има измени во делот на регулирање на породилното боледување, сакаме да ги вклучиме и татковците да влезат во овој процес заедно со мајките на нивните потомци, така да тоа се новините во старството кои што би ги споделила за законот за работни односи. Ретроспективно гледано, со правата на работниците наназад им тргна во 2017 година, кога законските измени донесоа за 60 пати помалку права за работниците. Од тогаш наваму, состојбите секојдневно се менувале, тврди министерот за правда Маричич. Ние треба да се потсетиме каде почнавме од 2017 година. Токму со Кристина бевме на една друга локација во Штип и разговаравме дали е голема работа или дали може системот да издржи ако се качи минималната плата од 9 на 15.000 денари. Денеска е тоа апсолвирано прашање, платата е качена од 9 на 15.000 денари и разговараме за други теми како да се унапредат правата на работниците. Секојдневните контроли на терен, сенка на виделина вадат неправилности во работата на компаниите. Конкретно во текстилството, од 17 контролирани компании од страна на УЈП, нерегуларности се констатирани кај 12. Имаме соодветен наод за несоодветно постапување, односно несоодветно сметководствено работење. Имаме одредени действија превземени од страна на системот за присилна наплата и секако онаму каде што гледаме дека имаме евидентно даночно затајување, имаме поднесено и кривични пријави. Инаку, искуството на гласен текстилец покажува добро соработка со инспекцијските служби и редовни постапувања од нивна страна, за да се намали субјективноста на инспекторите. Во еднина, сите надзори ќе се евидентираат електронски. Директно се прикачува записникот, ќе нема менување на записник, директно се закачува решението, директно се дава решението на работодавецот, така да се зголемуваме транспарентноста, ја намалуваме било каква незаконска работа или действие на инспекторот, а се со цел заштита на правата на работниците. Се ова беше кажано денес во Штип на трибината институции во интерес на работниците, организирана во склоп на 5-та поред Текстилијада.